Владата донесе 4 пакети на антикризни мерки. Политичката и економската јавност различно ги толкува. Дали кабинетот на Груевски донесе антикризни мерки или реформски? Ги сметам само како овид на владата да создаде привид дека е активна во однос на кризата и последиците од неа. Тоа беа повеќе палиативни решенија, понекогаш чисто административни мерки, а понекогаш и абсурдни. Например, имавме ситуација каде што враќањето на ДДВ во законски предвидениот рок се смета за антикризна мерка. Тоа е едноставно законска обврска на владата и таа мора да ја спроведува. Токму затоа и ефектите од сите овие до сега применети мерки беа скоро никакви и во најмала рака стопанските субјекти. Стопанството не ги почувствува на ниту еден начин. Сосема спротивно. Од друга страна, владата со својата несериозна, неодговорна проекција, која што ја создаваше и врз основа на која што го креираше и буџетот и јавната потрошувачка, се доведе во ситуација, наместо да биде институција која што ќе води битка против кризата, да биде сојузник и партнер на кризата. Ве сватив дека ова не се антикризни мерки, но дали се реформски? Токму вие како опозиција ги означивте како реформски. Дел од мерките кои што беа споменати може да се толкуваат како реформски, именно се предвидува да речеме кратење на некои административни процедури. И тоа е сосема во ред. Меѓутоа во никој случај тоа не можеме да го толкуваме како активна политика на владата за справување со кризата и последиците од неа. Можно ли е на Македонија да и се случи грчкото сценарио? Постојано укажувате на опасноста од продлабочување на дефицитот, зголемување на задолженоста, прекумерни трошења. Се уште не можеме да говориме за таква радикална опасност. Меѓу другото, и заради тоа што стартните позиции со кои што стартуваше оваа влада, владата на Груевски, беа далеку подобри и овозможуваат на некој начин неодговорно однесување без се уште толку катастрофални последици. Да подсетам дека оваа влада го стартуваше својот мандат со девизни резерви на државата од 1.750 милиони евра, со задолженост кон странство која што се толкуваше како ниско ниво на задолженост. Се разбира, ако не дојде до некаква радикална промена на оваа политика, после одреден период, можно е да ни се заканат такви опасности. Ве гледаме меѓу млекари, стечајци, текстилци. Што им говорите на овие луѓе кога ќе се сретнете? ВМРО ДПМН е постојано со рекламни спотови. Ве подсетува дека оваа категорија на луѓе и нивниот животен стандард е рецидив и од вашето владење. Ние имаме една ситуација во која што главна преокупација или една од главните преокупации на оваа власт е со една агресивна пропаганда да го враќа минатото повторно на актуелна сцена. Јас најдиректно ќе кажам дека денес во Македонија клучниот проблем не е како граѓаните гледаат на последиците од транзицијата. Клучниот проблем денес е како да ја преживеат преродбата. Сите овие категории на луѓе што ги споменате, со кои што јас се среќавам, сушност имаат огромни неволи, огромни тешкоти. Во голема мера тие тешкоти можат да бидат надминати ако од страна на власта, ако од страна на владата има поодговорно однесување. Дали СДСМ има некоја нова, голема идеја, например, некој потек што ќе направи радикална промена во економија? Значи, вака, прво да расчистиме, тоа верувам дека секој економски експерт или човек од стопанството од пракса ќе ви каже дека во економијата чуда со еден потек, со 3 решенија не се постигнува. Туку со една конзистентна, упорна, добро осмислена политика. Можно е да се дојде до резултати. И мислам дека ние сите треба да ја напуштиме таа фикс идеја, дека е можно со еден потез преку ноќ се да се промени и одеднаш се да трне во подобра насока. Може, например, ако го ослободиме курсот на динарот да не е фиксен, сосема работите би се промениле во економијата. Веројатно дека во еден дел од стопанските субјекти пред се на оние кои што извезуваат ситуацијата ќе се подобри, меѓутоа во исто време тоа треба да се види дали може во другите делови на стопанството, меѓутоа и генерално во македонското општество се издржи, бидејќи секоја промена на курсот значи и радикално опаѓање на стандардот на граѓаните. Некои мерки што би ги презела СДСМ. Можете ли нешто конкретно, опипливо да ни наброите? Нешто што треба во моментов. Во ред. Значи, еве, што прво би и предложил на владата да го направи во овој момент? Одма да направи ребаланс на буџетот. Одма да го прилагоди буџетот на реалните можности на македонската економија.
да ги укине сите непродуктивни трошоци, не да ги намали, да ги сведе на нула. Мора да се сведе на толеранција нула неплаќањето на обврските на државата кон стопанските субјекти. Нема задолжување во странство како со еврообврзница со 10% камата. Тоа не може да се го дозволи ни многу побогата земја од Македонија. Ако ни недостигаат пари од надвор, во тој случај треба се влезе во преговори со Меѓународниот монетарен фонд, со Светската банка за обнова и развој, да се користат ефтини средства, според анализите што ние ги правиме во Социјалдемократскиот сојуз, за жал, велам за жал, растот на македонската економија ќе биде далеку под нивото што го проектира владата. Ја би рекол тоа е и реална проценка, дека во најоптимистичкото сценарио тоа би се движило околу 1, може би евентуално до 1,5% на годишно ниво.